Добар ден. Како што најавивме во минатата емисија, нашата прошетка низ халите на Франкфурт ја продолжуваме и во ова издание на Автомагазин. Тука ќе се обидеме да ви ги прикажеме оние новитети кои не успеавме да ви ги прикажеме минатата емисија, но се разбира, се враќаме и на старите содржини во Автомагазин, каде што ќе имаме време и за новитети, но и за тестови на автомобили. Па затоа врзате ги појасите пред вашите мали приемници или големи, се разбира кои какви има, и тргнуваме во една прекрасна прошетка низ светот на автомобилите. Никола постираше. Страничните фиксирачки куки кај транзит звучат корисно. Но дали се навистина толку силни? Хаштаг, чисто се сомневам. Си рековме, ајде да го убедим. Изгледа страничните фиксирачки куки сепак се толку силни. За некого откажување од целта, за него предизвик за победа. За некого потежок пат, за неа невообичаен. Новата генерација теренски возила на Mercedes-Benz. Време е за нова Корола. Поголемо задоволство за 15% пониска цена на сите модели на Корола. Одбери Корола со вклучени алуминиумски бандажи за секој купен модел. Вози и уживај. Ве очекуваме во нашиот салон. Toyota, always a better way. You be my sunshine. Разбудија енергијата во себе. Новиот Peugeot 208. Наскоро во Македонија. Спортаж е типичен пример за упорноста на вредните корици да се стремат кон совршенството, по пат помигнувајќи покрај или преку оние кои на почетокот им беа пример, а потоа конкуренти. Деталниот поглед на четвртата генерација на Kia Sportage ни покажува еден софистициран мал кросовер со атрибути кои не сакаат да ги скријат. Така делува интериерот, направен од поквалитетни материјали и располага со поголема практичност и палета новини кои го подобруваат комфорот, поврзаноста со светот и безбедноста. За неа ќе се грижат и унапредените технологии кои сепак во најголема концентрација се среќаваат во просторот за моторот. Основен во понудата ќе биде современиот трицилиндричен турбоагрегат од 1 литар. Неговите карактеристики во моментот се тајна, но сигурно не би бил послаб од 100 конски сили и веројатно ќе има повеќе изведби. Ќе доаѓа во пар со 7-степена трансмисија со двојна спојка, која ќе биде на располагање и кај дел од останатата моторна понуда. Неа засега ја сочинуваат 1,6 литарските бензинци со и без турбокомпресор, како и 3 дизели, еден од 1,7 литри и 2 дволитарски. Се зборува и дека новиот Kia Sportage ќе биде понуден со унапредениот 1,6 литарски дизел од SID, но тоа ќе го дознаеме во првиот квартал идната година, кога ќе му започне продажбата. Пред почетокот на Франкфуртскиот мотор шоу се одржа пресконференцијата на Ауто без жирито, на која се објави важна вест. Пресцентарот на германската берза беше местото од каде се официализира проширувањето на оваа влијателно жири. На веќе постоечките 15 земји се придружија уште 11, па сега делувањето е на територијата на скоро целиот европски континент.
Со ова Аутобест со право стана Европски Аутобест, независно автомобилско новинарско жири со најголема застапеност во Европа. Сите нови 11 членови на жирито се истакнати автори, почитувани во своите земји и експерти за автомобили кои се во можност целосно да ги согледаат идните трендови. Тие доаѓаат од Австрија, Белгија, Франција, Ирска, Италија, Холандија, Норвешка, Португалија, Шпанија, Шведска и Велика Британија. Со нив 91% од населението на Европа е застапено во жирито, а Аутобест и понатаму ќе ја содржи истата практика еден новинар да представува една земја. Во селекцијата за титулата за 2016 година се квалифицираа Fiat Tipo, Hyundai Tucson, Honda CR-V, Mazda CX-3 и Opel Astra. Аутобест го воведе и најдобро организираниот споредбен тест на автомобилите во финалниот избор. Организиран во Навак центарот во близина на Белград, тестот се извршува на јавни патишта и затворена патека и е најсеопфатен таков организиран од страна на независно автомобилско жири. Повеќе информации за Аутобест www.autobest.org. Печатлив, сензуален, бескрајно дружелюбив, така Rolls-Royce го опишува Дон, кабриолетот кој со своето доаѓање на овој свет повикува да се почувствува возењето со отворен покрив на начин како што досега немало. Дека развива нов кабриолет, Rolls-Royce потврди уште лани летото. Тоа требаше да биде модел кој според традицијата ќе се викаше Вред Дропхед Купе, но во Гудвуд неочекувано се решија да воскреснат уште едно убаво име од уште еден поубав модел од своето минато. За новиот модел англичаните велат дека е повеќе од автомобил. Гледајќи го потврдуваме дека се во право. Rolls-Royce Dawn во себе ја носи душата на автомобилите. Ќе биде позициониран на влезните позиции на гамата на Rolls-Royce, која со него ќе се состои од 6 модели. Тоа значи дека нема да чини премногу во релативна смисла на зборот. Во продажба ќе се најде на почетокот на 2016 година со истиот 6,6 литарски V12 мотор со 632 конски сили од Вред. Нисан го нарекува Грипс радикален, иако само е логично продолжување на лозата мали кросовери. Да, точно е дека има радикален изглед, но нели таков беше и неговиот претходник кога се појави. Сепак вистината за Грипс е дека има вкрстена ДНК меѓу онаа на Джук и онаа на моделите со буквата Z во името. И токму тоа му дава сила да ги помести лимитите, исто како што и другите кросовери на марката сторија пред него. Бевме сведоци за тоа и сега се надеваме дека нема многу да чекаме повторно да сведочиме на создавањето една нова историја во светот на автомобилите. Судејќи според виденото во Франкфурт, диригентската палка овој пат ќе биде малку поостра, на што немаше замерки. Сепак забележливо беше дека Грипс е во рана концептна фаза и дека ќе биде подложен на доста естетски корекции додека стане серијски производ. Можеби и затоа од Нисан не кажаа скоро ништо за неговите технологии. Помина долго време откако луксузната филијала на Нисан го покажа концептот уште подолго откако го најави својот лез во компактната класа, така што веќе помалку подзаборавивме на Q30. Но во Infiniti не заборавија, туку цело време вредно работеа и како што ветија, го подготвија за салонот на автомобилите во Франкфурт. Веќе нема причина за информациите за него да се става знак прашалник, но јапонците уште малку ќе го прават тоа заради зачувување на возбудата пред неговото пазарно лансирање. Оттаму и мистериозноста околу неговиот германски хардвер, кој воопшто немал влијание на создавањето премиум елеганција, добиена со карактеристичните меки линии на дизајнерскиот јазик на марката.
Недвосмислено е дека Q30 е само почеток на походот на Infiniti во компактната класа, во која покрај току-што официализираниот хеджбек, набргу ќе пристигне и неговата кросовер верзија QX30. И двата модела ќе се произведуваат во фабриката на Nissan во Сандерленд во Англија, од каде ќе се извезуваат низ целиот свет, вклучувајќи ги Соединетите Американски држави и Кина. Иако концептот Cactus M беше франкфуртска премиера на Citroen, публиката повеќе интересираше теренскиот Aircross. Едноставно, ретко кој може да одолее на бодибилдерскиот изглед на студијата, за која се сложивме дека е најимпресивна на салонот во Шангај, каде беше представена. Каросеријата, украсена со футуристички детали, делува како да е наменета за возење по месечината, а привлечноста на интериерот дополнително ја нагласуваат меките линии и вибрантната комбинација на бои. Фактот што Citroen за прв пат го покажува овој концепт дава надеж дека марката ќе истрча на пазарот со конкурент на Кашкај, за кој механиката ќе ја најде во флексибилната EMR2 платформа, која ги вдомува 308 Cactus. Тоа би значило дека наместо 1,6 литарскиот турбо со 218 конски сили хибридно засилени со уште 95 електрични, каков што имаше концептот, моторната понуда треба да ја бареме меѓу нивните агрегати. Иако Citroen не се децидни за иднината на Aircross, навиваме за тоа наредниот пат да го видиме како серијски модел. Луксузната рака на Citroen во Франкфурт ја симна завесата од фейслифтираниот DS4, кој за прв пат ќе биде понуден и во полутеренска кросбек верзија. Новата предница на кој се расширени DS крилјата со LED светла и маска со сиви и црни инсерти, сега на хеджбекот му даваат поспортски изглед, дури и по повишената верзија. Низиното растојание од тлото зголемено е за 30 мм. Црните тркала и пластичните заштити на критичните места треба да му дадат помоќен и поробусен изглед, доволен за впечаток за полесно справување со палавите терени. Како и кај другите вакви возила, механиката не е теренска. Двата мотора со 130 бензински и 120 дизелски коњи, кои ги задвижуваат само предните тркала, се позајмени од регуларниот DS4. Кај него пак гамата се состои од вкупно 6 мотори, меѓу кои најмоќен е оној со 210 конски сили, старт-стоп систем и 6-степен мануелен менувач. Како што е модерно деновиве, најголемо внимание во преуредувањето на натрешноста на DS4 е посветена на Audi конективните технологии и значително е збогатена и листата опции за персонализација на возилото. Кога ќе пристигне во продажните салони на Шкода, новиот Superb комби нема да изненади никого со својот дизајн, но затоа многумина ќе останат импресионирани од карго способностите. Superb сам по себе е голем автомобил со огромен внатрешен простор, а кога ќе се надгради со каравански заден дел, тогаш зафатнината на багажникот нараснува на 660 литри. Кога и тие не се доволни со преклопувањето на задната клупа, се создаваат раскошни 1950 литри за багаж. Во споредба со поранешниот модел Супер комби, за патниците и нивните лакти, глави и колена нуди повеќе внатрешен простор. 4 од вкупно 8 мотора ќе се нудат со Haldex Spect погонот на сите тркала, а сите со динамичка контрола на шасијата. Тризонската климатизација и новиот инфозабавен систем ќе се грижат за долгите патувања, кои ќе бидат попријатни благодарение на бројните умни решенија во внатрешноста.
Дека премиерата на Сеат во Франкфурт ќе биде спортско корисно возило се знаеше. Не се знаеше кое, оти за годините што престојат се најавени 3. Но веќе со објавувањето на неговото име Леон Крос Спорт, некои работи се искристализираа. Сепак најважното е што шпанците не објавија никакви планови за неговото производство. Да се прашуваа љубителите на марката, тој веќе одамна требаше да биде на улиците, но таму нема да може да се види уште некое време. Урбан бунтовник ќе остане во илегалата се додека добро не се наоружа за герилската борба со бројната конкуренција. За сега има само концептна подршка од 300 конскиот дволитарски TSI мотор од Леон Купра, кој ветува импресивни перформанси. Иако не верувавме, се што слушнавме изминативе месеци за електричниот Порше било вистина. Главниот и ненајавен новитет на марката за салонот во Франкфурт е направен директно со лакти да влета во гардот на Тесла Модел S. Во негова близина зборовите како електрично, брзо, моќно, па и турбо даваат поинаква смисла. Клучните бројки му се преку 600 конски сили, повеќе од 500 км автономија, забрзување до првата стотка по 3,5 секунди и полнење на батериите за само 15 минути. Порше ја има развиено електричната погонска група со искуство од тркачкиот 919 хибрид. Како и него, Mission E употребува 2 електромотори со сериозен капацитет. Тие ги задвижуваат 4 тркала кои преку торк векторинг системот добиваат оптимален дел од вртежниот момент, секое за себе. Забрзување до 200 км на час за помалку од 12 секунди е само нус продуктот на тркачкото потекло и сериозниот пристап кон конструирањето, кој се согледува и од системот за управување на сите тркала. Тука треба да запреме со перформансите и да продолжиме да зборуваме за електротехнологиите кои исто така импресионираат. Споменатото 15-минутно полнење на батериите до 80% од нивниот капацитет е овозможено од Porsche Turbocharging системот, поддржан од иновативна 800-волтна технологија на електропогонот. Двојно повисок од останатите електрични автомобили на денешницата. Напонот на кој работи погонската група овозможува таа да биде полесна и да требаат помалку кабли за пренос на струјата. Со представувањето на Porsche Mission E започнува една нова ера за германскиот производител на спортски и луксузни возила. Освен иновативната технологија, првиот целосно електричен автомобил на Porsche укажува и на свртувањето на марката кон други дизајнерски води, помодерни и помалку агресивни отколку досега. Но дали емоциите ќе надвладеат над пазарниот разум, останува да дочекаме да видиме. После долго чекање, Порше конечно го покажа фейслифтингот 911 Carrera. Како што обично бива, кога оваа марка е во прашање, измените се позначајни под кожата отколку на површината. Најглавната корекција на 911 Carrera и Carrera S е што сега имаат турбомотори кои ќе им обезбедат повеќе перформанси и подобра економичност. Посебно второто, затоа што од Порше гордо истакнуваат за 12% помалата потрошувачка на гориво, која треба да се спушти до 7,4 литри на 100 км или малку повеќе, во зависност од погонската група. А нив ги има вкупно 4 добиени со комбинирање на 3-литарскиот 6-цилиндричен боксер со 370 или 420 конски сили со обична или ПДК трансмисија со двојна спојка. Зголемувањето на силината во однос на досегашните атмосферски изведби изнесува 20 конски сили и е проследено со плюс 60 Нм максимален вртежен момент и во двете изведби на моторот. Тој во посилната варијанта, кога S911 Carrera е спремна и со спорт хроно пакетот да дотерува до 100 за 3,9 секунди и до максимални 308 км на час. Измени има и во погледот на цената. Кога ќе започне со продажба на 911 Carrera во декември годинава, Порше за него во Германија ќе побара најмалку 96.600 евра.
Добар ден и поздрав од прекрасната бурса. Ние се наоѓаме на влезот во фабриката Тофаш, фабрика која започна со својата работа во далечната 1970 година, а во тој период од 70 година до денеска има произведено повеќе од 5,2 милиони автомобили. Во бурса сме поканети и овој прилог го правиме некаде повеќе од еден месец од како што го гледате, бидејќи бевме поканети да го видиме новиот производ кој допрва треба да дојде и на македонскиот пазар. Од бурса ни доаѓа Fiat Linea, порано доаѓа и други модели како што е Doblo, па и оние што подолго паметат, сигурно се сеќаваат на моделот Картал и да не набројувам. Но денеска сме тука да се запознаеме со Fiat Egea, модел кој ќе биде сосема нова филозофија во пристапот на Fiat во компактната класа на седани. Овој модел нема да биде само седан. Од него ќе имаме и хеджбек и караванска верзија. Но Egea е подготвена да воведе една сосема нова филозофија за купувачите на овој сегмент, бидејќи е направена не само да се продава, туку е направена да биде по вкусот и на европските, и на блискоисточните и далекоисточните купувачи, но и на купувачите од Африка. Запознавањето и краткото тест возење во Турција беше доволно да се почувствува идејата на овој автомобил и високото ниво на организацијата и контролата на производството. Втората етапа следеше во Торино, каде бевме темелно запознаени со овој продукт. Со овој модел во игра се враќа името Tipo, а со него Fiat асоцира на многу нешта. Во првиот квартал на идната година на седанот ќе му се придружат хеджбек и караванската верзија со се уште недефинирани трговски имиња, а истите ќе дебитираат на автосалонот во Женева. Сепак најголемите очекувања се во седанот, бидејќи маркетерите на Fiat се убедени дека се враќа времето на компактните седани. Во Торино членовите на жирито Auto-Best имаа можност да се запознаат одблиску со новата гама семејни модели на брендот Fiat, седанот наречен Tipo, за Турција Egea, и неговите два деривати хеджбекот и караванот. Но пред да се презентираат плановите за новиот модел, домаќинот се потруди да не потсети на минатото на Fiat, концентрирано во сопствениот музеј, каде под еден покрив се наоѓаат повеќе легендарни модели произведени во Торино. Новиот глобален модел на Fiat е дело на дизајнерскиот центар на групата Fiat Chrysler Automobili, стилскиот центар во Торино, заедно со поделба на развојот со Тофаш од бурса. Дизајнот на Egea, односно Tipo, пред членовите на Auto-Best го бранеше првиот човек за дизајн на Fiat и Abarth, Роберто Джолито, потврдувајќи дека дизајнот на новото семејство е еден од главните адути за остварување на целта да се продадат 1,3 милиони примероци на повеќе од 40 пазари во 8 години. На презентацијата се придружи и Алфредо Алтавила, директорот на Fiat за Европа, Средниот Исток и Африка и главен на компанијата за развој. Представувајќи го новото Tipo, тој израчеше со оптимизам и е убеден во успехот на новото семејство. Очекувањата од новиот Tipo не се скромни. Напротив, со трите каросериски изведби се очекува Fiat да го смени имиџот на производител со ограничен број успешни модели во глобален играч со комплетна гама на посакувани автомобили. Во производствениот дел на проектот се предвидува изработка на минимум 1,3 милиони автомобили во фабриката на Тофаш во Бурса,
од кои 790.000 се очекува да одат за извоз и да обезбедат приходи во износ од речиси 10 милиарди евра во следните 8 години. Околу 600.000 од нив се планира да се во седан каросериска изведба, а останатите веројатно ќе бидат поделени подеднакво помеѓу варијантите хеджбек и караван. Со овие три мускетари, раководството на Fiat Chrysler автомобили очекуваат да имаат примерна улога во регионот на Европа, Средниот Исток и Африка, како и зајакнување на лидерската позиција во сегментот на компактни седани. Најновиот модел на Fiat доаѓа на виделина како уникатна комбинација на удобност, ефикасност при употреба и сериозни технологии. Со додатокот на извонредниот и агресивен дизајн на каросеријата кој наликува на моделот Alfa Romeo, Tipo ги има пропорциите на чисти мокен седан, со малку поголемите од типичните за класа, должина 4,5 метри, ширина 1,78 и висина од 1,48 метри и меѓуоскено расстојание од 2640 мм. Tipo е совршен семеен и достапен автомобил, нудејќи дизајн типичен за автомобил од поголемата класа. Изборот мотори засега е меѓу два бензински од 95 и 110 коњи и два турбодизел агрегати од 95 и 120 коњски сили. Новиот Tipo ќе се разликува од остатокот на конкурентите пред се со современа технологија, како за забава и информации во текот на патувањето, така и со ергономијата. Имавме можност на два пати да седнеме зад воланот на Егеа во родната Бурса на почетокот на септември и минатиот месец во Торино. Мојот заклучок, но и од колегите од AutoBest е дека возилото наметнува нови стандарди во класата не само со изгледот, но и квалитетот и прецизноста на изработката. Силно е воочлив напредокот на подбирањето, просторноста, функционалноста и употребените материјали. Километражата што ја помина во Турција и Италија со Tipo не беше доволно да ги доживеам сите предности и евентуални недостатоци. Затоа конечната оценка ќе ја дадам кон крајот на месецов, кога ќе имам можност да ја возам во секакви услови. Првиот впечаток во потполност ги исполни очекувањата и ја повтори старата вистина, дека со мешањето на гените се доаѓа до подобри генерации, а возењето во околината на Бурса и низ регионот Пиемонте докажа дека Tipo е вистински тип за Европа и Азија.